за редовното отворено студио 1, односно втор блок. Наш денешен гостин е Саша Богдановиќ, актуелниот градоначалник на општина Центар, а со него ќе разговараме на една интересна тема, односно дека општината Центар конечно ќе стави крај на дивењето на кафанџиите. Добар ден и добре ни дојдовте во денешното отворено студио 1. Она што е веќе познато е дека општината Центар ги презади ингеренциите од град Скопје во однос на одобрување на изградба на летните тераси на кафаните и кафулињата. Па се уште не е донесена одлуката. Наредна недела треба да имаме совет на општина Центар, каде што треба да се донесе правилникот со кој што ќе веќе сакаме да ја превземеме одговорноста кај нас, односно кај нас да бидат ингеренциите за издавање на одобренија. Тоа значи дека веќе општина Центар ќе одлучува каде, како би има можност за поставување на урбана опрема и согласно стандардите кои што ги има донесено градот, пошто по нив мора да се придржува, ние ќе кажуваме кои стандарди каде може да се употребат. И тоа значително не ги дава на нас можностите да одлучуваме, например, во која улица, на кое место, какви стандарди за урбана опрема сакаме да поставиме, како вид на урбана опрема. Така, во однос на тоа, дали со ова ќе им се олесни или ќе се усложи процедурата за добивање на одобрение? Па сега, процедурата ќе се олесни, бидејќи нема потреба да се шетаат на повеќе места, ајде да кажам, но од една страна ќе бидат построги критериумите. Сега, ако е тоа отежнување на критериумите, тоаш, односно отежнување на околностите. Кои се тие построги критериуми, кои што? Па ние ќе, например, може да донесеме одлука да во одредена улица може да се постави само ваков вид на урбана опрема, без ајде да кажам платформи или така натака некои други работи. Може да донесеме например воопшто да нема поставување на урбана опрема. Значи тоа се работи кои што веќе се кај нас, бидејќи тоа ќе ни го дозволува новиот правилник. Например, сакаме да ограничиме музиката до 22 часот во делот кај што ќе добијат дозвола за урбана опрема, бидејќи во внатрешниот дел согласно постоечките закони не можеме ние да реагираме, но ако бараат одобрение за урбана опрема, тоа мора да го почитуваат тоа е дека до 22 часот ќе може да има музика, бидејќи станува збор за населени места. Пак ќе кажам, тоа ќе биде дополнето, односно ќе биде станува како опција во самиот правилник, бидејќи има на одредени места каде што се поставува урбана опрема, нема население, тогаш нас не ни представува да работи до 13 часот. Ама во зграда, населено место, во близина, тогаш сметаме дека не треба. Една од работите за која што исто така многу не значи да и самите граѓани, односно некој ако сака да направи урбана опрема, ќе треба да добие согласност од граѓаните, бидејќи нас најчестите поплаки и ни се од граѓаните, тогаш самите граѓани ќе оценат дали во својата зграда објект или било како дозволува да има одреден вид на угостителски објект или нешто друго кај што има поставување на урбана опрема. Дали досега имавте средба со собствениците на локалите, оние кои што ги држат, а ќе бидат офатени со? Да, ние имавме две средби, по нивно барање, еднаш по моје барање, чисто да ги наговестиме работите кои што ги спремаме и да ги кажеме проблемите со кои што се соочуваме на терен, бидејќи имаше такви критики дека некои кога трнавме со уривање на одредени тераси или кога трнавме со постапување за одредени работи, дека ние, не знам, пречекоруваме некои активности и рековме барем ајде да се собереме да видиме што е тоа што не се задоволни од нас, јас да им кажам што е тоа што не чини кај нив. И ги кажавме, ги замоливме да си превземат одредени мерки, бидејќи поголем дел, да не кажам 90% од угостителските објекти имаат веќе донесено решение за отстранување. Некои имаат и кривични пријави и очигледно дали сакаат или не сакаат да сватат сериозноста дека треба да се постапат по решение кое што е донесено од овластен инспектор и од тоа нема бегање. Дали тоа значи дека градот им давал одобренија неосновани? Не. Не значи тоа значи дека они го имаат злоупотребено одобрението што им го дал градот. Односно градот злоупотребено на кој начин? Па на пример они ќе добијат градот го одобрува елаборатот кој што го има донесено. Они ќе донесат елаборат со тоа што ќе дадат податоци едно, а на терен ќе спроведат друго. На пример ќе добијат за 2 метра да добијат урбана опрема, они ќе стават 4. Или ќе кажа дека нема дрва, а уствари има дрва, таму си има параметар од дрво колку треба да биде трнато на страна. И затоа ние сакаме да смениме скроз праксата, затоа бараме кај нас, за да ние излеземе на терен, па измериме дали фактичката состојба која што они ни ја прикажуваат во документите е таква или не е таква. Што откривте на терен?
на терен откривме дека 90% од елаборатите не соодветствуваат со вистинската фактичка состојба што има на терен. Минатата година имаше исто така, знам дека уривање на дел од летната тераса на бастиони и други кафулиња кои што беа на Рузвелтова. Мислам дека и сега повторно е бастион во некоја таква состојба, ако не се лажам. Во бастион имаше уривање, да, имаше кривична пријава, што после за чудо, тоа само сакам да знаете со каква проблематика се соочуваме, значи покрај уривањето, покрај сите оние пенали што ни ги дозволува законот и правилниците да ги изречеме ли како прекршочни мерки, собственикот на локалот или тој што е под наем таму, повторно се дрзна да смени само нешто мал дел и повторно да напредна. Да повторно треба да се соочи со ново решение за уривање. Дали е тоа конкретно само за тоа кафуле или има слични ситуации? Имаше слични ситуации. Реално само до сега имаше постапено сам да си го отстрани е дискотеката која што беше направена во градскиот парк, односно позади воен стадион, односно објектот. И човекот си го прифати решението, рече да, точно. Не рушите вие, бидејќи тоа ќе не чини многу скапо, му дадовме рок, човекот се отстрани да го градбата. Да се навратиме на состанокот кој што го имавте со гостителите, кои беа нивните главни забелешки? Па нивните главни забелешки беа дека они всушност бараат на некој начин да не се менува тоа што го имаат направено, на некој начин да се легализира. Тоа е едноставно невозможно да се направи, тоа пробував да им го објаснувам неколку пати. И нормално бара да се толкува на некој начин правилникот, односно правилникот да се направи во нивна корист. И тоа не е возможно, не е реално, бидејќи имате параметри, законски норми на кои што ние го правиме, не ми текнало сега мене сам да го направам правилникот, него сме седнале, сме извадили од тој закон тоа и јасно е дефинирано. И сега моментот е дека кога ќе дојде кај нас да треба да поднесат за било какво одобрение за урбана опрема, ние нема да го дозволиме додека не видиме фактичката состојба на терен. Тоа не беше случај до сега? Па не одлучувавме ние. Да, меѓутоа градот не е испраќал од она што го имате како информација на терен да ја... Не можам да знам дека испраќат, али дали испраќале сега да не можам да знам, бидејќи они го покриваат целиот град и можеби недостаток на инспектори довело во ситуација да не можат секаде да покријат. Вие имате и ситуација да отидете и на лице место, да видите дека нема ништо, го одобрувате лаборат, чекате, ама во текот на градот он си проширува. Или надодава после. Имало такви случаи? Да, како не имаме ситуација каде што на пример му биле дозволени 5 маси, вие поминувате се е во ред, после тоа вади 10, вади 15. Сега што е моментот во самиот правилник? Ако еднаш прекрши, тогаш нема право веќе во наредна година да добие. Така да мислам дека со вие одредби од новиот правилник малце ќе се подзапраша, чекај дали е во ред да прекршиме нешто, затоа што после па воопшто нема да може да добиеме никаква согласност за наредна година и така натака. Значи губат постоечката, значи се поништува одобрението и фактички не можат ни наредна година да добијат, така да не верувам дека би ризикувале, ама ќе видиме. А какво е расположението кај градот, дали имаат желба и волја да ви ги остапат ингеренциите кои што сега ги имаат? Па ние неколку пати дискутиравме, пробавме неколку форми, ајде да кажам, на заедничко функционирање, нашите инспекцијски служби, давање решенија до нив, па дали се постапило не, но едноставно може да се случи, например, ние треба да постапиме нешто, се случило нормално, дел од колегите од градот Скопје да бидат на одмори, во тие 10-15 дена ни се случи нешто. И после додека донесеме решение, дека подстапиме, едноставно вака целосно ја превземаме одговорноста кај нас. Не може више дали градот одобрил, па не одобрил, па собственикот се повика, како што имавме случај конкретно со Бастион, он добил одобрение, али претходно никој не прашал дека има претходно решение за рушење. А вие ако имате решение за рушење, прво треба да се рушите, па после одново да ја почнете постапката. И сега градот го нема тоа, бидејќи не се ни должни да не прашуваат дали има или нема. А вака сега ќе биде кај нас. И нашиот дел кој што ќе одлучува, нормално ќе си прашат дали за тој и тој објект или за тој и тоа место има донесено некој управен акт. Значи имало претходно проблеми во комуникацијата меѓу град Скопје и општина Центар, кои што со ова би требало да се анулира, да се надминат и да се спроведуваат законските одредби. Проблемот е во тоа што многу беше расширена одговорност и одлучувањето и во тој период, значи вие ако земете, градот си одобрил како што треба, согласно правилник.
Ама на терен не може да донесат бидејќи они немаат инспекција за уривање, односно градежна инспекција, тоа треба ние. Ние кој ќе излеземе на терен, ќе ни дадат елаборат кој што е одобрен, ама па не соодветствува на и така да и фактички се случува дека се вртиме во круг. И тоа е проблем кој што е стар години само се таложил и таложил. А вешто искористувано од страна на угостителите. Сега, моментот е кога ќе дојде веќе кај нас, тоа нема одеднаш сите тараси да ги снема, него напротив се ние ќе треба да идеме од тараса до тараса, веќе сме ги поминале, си имаме донесено решение, ама веќе ќе треба да постапуваме. И сега тој што е сопственик на угостителскиот објект или правното лице или физичкото кое што ќе побара утре за урбана опрема, ќе се запраша дали е во ред да ги прекрши одредбите од новиот правилник, бидејќи се дојде во ситуација да воопшто да не може да поднесе. И сметаме дека со вакви малце поригорозни акти ќе успееме да воведеме ред. Смитате дека свеста се вака и угостителите ќе се зголеми на некое повисоко ниво? Па мора да се работи системски, ние треба сите институции да работат. Например, ако ние донесеме решение за уривање и сметаме дека тоа е дивоградба, согласно кривичниот закон, тоа е кривично дело. Днес не се случува да поднесеме и кривична пријава и да кажеме, еве сериозни сме. Освен што ќе те отстраниме, него ќе кривично ќе одговараш. Не се случува, например, од обвинителство ни опфрлат да кажат не, ние сметаме дека тоа не е дивоградба. А единствени некој што може да процени дали е дивоградба или не, тоа е градежен инспектор. Затоа учил школа, затоа има овластување, на крајот затоа дошол на тоа работно место. И така да ни се случува да одредени некогаш имаме проблем во функционирање со институции. Например, ќе донесеме решение на второстепена, ќе ни го поништат не ради суштината дека таму нема дивоградба, него не се потпишал на записник. Ние не можеме со сила никога да натераме. Еве, кога ќе ве застане полиција, ве прашува дали сакате да потпишете записник, вие може да одбиете. Ама полицајецот или инспекторот констатирал прекршок. Ама не може тоа да биде основа за поништување. Ама на жалост имаме такви случаи. Затоа сметам дека со правилникот кој ќе го ставите во една рамка на одлучување, прво у самиот дел нема да може да добие никаков акт за да постапи, така да воопште нема за што да се жали утре или не знам да бара некој друга институција да постапи. А од друга страна па контролата ќе биде скроз наша. Не треба ние да идеме да бараме колку одобренија се дадени, кај се дадени, како не, ќе си имаме тука кај нас. Колку кривичните пријави ги споменавте, колку кривични имате поднесени? Па сега имаме по разни основи, ние поднесуваме кривична пријава за дивоградба, значи за кривичното дело кое е направено, дали е тараса, дали е куќа, спрат или така натака. До сега се поднесени 10. Знам дека некои се процесуирани, бидејќи има доаѓано до обвинителство да ни побараат дополнителни материјали и чекаме да видиме разрешница. Значи, нема за ниту една разрешница се уште. Па тоа не е наша работа, јас апелирам ако може побрзо, ама сега не можам да се мешам во работата на обвинителството или судството. Жителите на Центар претходно се жалеа на гласна музика. Доцна во ноќта, дури после оние законски дозволени часови во кои што може тоа да се прави. Дали сега со овој чин ќе се променат работите? Па јас мислам дека ќе го постигнеме ефектот баш заради таа причина, затоа што имаме јасна една одредба, ајде до 10 часот ограничуваме, до 22 часот ограничуваме музика на место каде што е поставена урбаната опрема. Бидејќи во делот кој што е приватна сопственост, не е јавна површина, таму нормално си важат постоечките законски норми. Али во делот нешто што ние дозволуваме, сметаме дека може да ограничиме. И тука влегува ако еднаш прекрши со музиката, односно констатира инспектор дека имаме музика, односно се прекрши тој член, тогаш исто така губи правото на користење, односно добивање. Тоа значи дека после 10 часот на терасите воопшто нема да има музика или ќе биде значително намалена? Не, воопшто нема да има музика. А како угостителите реагираа на овој предлог? Па сега не сме имали официјален став или состанок, ние отприлика некој нацрт верзија имаме дадено, односно тие побараја официјално да им го испратиме на нив, но имавме некои измени, така да мислам дека може и во утрешниот ден ќе им го испратиме, чисто да го разгледаат. Во делот на реакциите, односно барањата кои што ги има они, например да не се издава на секој 6 месеци, да се издава на година дена, тоа е прифатено.
во делот на параметрите кои што треба да бидат задржани, тоа е окей прифатено. Но моментот не можеме ние да кажеме си имал 2 метра, си излегол 4, па тоа да го дозволиме. Не, нема. Или е 2 метра, или не може да отстапува повеќе. Значи тоа е едниот критериум кој што ќе биде построга, музиката исто така вториот. И на крајот, без разлика што може да си има кафич, ресторан или било што, али за јавниот простор да си дадат согласност самите граѓани. На крајот, тие да си одлучат, ако он си собере 51, над 51% од станарите, како што е правило исто за давање на одобрение, нели треба да има согласност од комшиите, тогаш нема никаков проблем. Колку имате издадено досега наредби за рушење на решение, тоа е за рушење на урбаната опрема или летните тераси? Точна бројка до сега, бидејќи ние кога даваме решенија за рушење или налог за спроведување на решенијата, се по разен основ. До сега имаме издадено преку 30-тина. Но периодов наназад кој 30-тина. А сега планираме тој број да биде зголемен многу, бидејќи ви кажав, имавме неколку пати враќање од второстепена, па мораше повторно да донесеме. Значи повеќе нема простување, нема... Не. Мислам дека во брзо време, пошто таа постапка сега ни завршува, за секој објект, зависност од тоа што е пречекорувањето, треба да се направи мини тендер, така да за секој решение да се спроведе дали е столпче или е тераса или е куќа, секојаш треба постапка нова да се спроведе за јавна набавка и таа се спроведе во рок од 5 дена и потоа се дава на извршување, се известува полицијата која мора да биде присутна, која ќе завршат сите формалности. Јас се надам дека овој месец веќе ќе почнеме со отстранување. Богдановиќ, во општина Центар уште една актуелна тема има, тоа е мораториумот. Вие поставивте пред неколку месеци мораториум, Уставниот суд меѓутоа донесе времена одлука со која на општината и наложи дека мора да издава градежни дозволи. Па, ние донесовме одлука цитирајќи го законот, значи не сме донеле, ние уште официјално не сме добили одлуката, да видиме што е наведено од страна на Уставниот, што е одлуката на Уставен суд. Ние се повикавме, бидејќи законот јасно вика доколку некои детални урбанистички планови не се усогласени со генералниот план кој што е устав за нас општините, односно во планирањето, тогаш не се применуваат. И ние донесовме таква одлука. Нормално, јас како градоначалник поведов, покренав постапка до Советот 31 план да не се извршуваат. Тоест да донесат одлука со која што службите нема да започнуваат нови постапки. И тоа функционираше година и 2-3 месеци, донесовме 2 нови ревидирани дупови каде што ги запазивме сите параметри, поминаа во сите фази, беше пречекано со аплауз, да кажам. Меѓу граѓаните, да, меѓутоа меѓу бизнисмените не. И сега, дали тоа беше дека ние веќе почнуваме со отстранување, бришење, намалување, стеснување, колку можеме. Значи, ние не можеме да кажеме сега пупу овде една лива да ќе направиме, све ќе биде зелено, тоа е невозможно, али можеме барем нешто да уведеме во нормала. Бидејќи, например, и самите, ние вчера имавме составна комора, па вика, јас не сакам да правам зграда, а до мене да нема ни 3 метра од размак од зградата. Па тоа, дајте ни простор да го исправиме тоа. Бидејќи во постоечките планови кои што се изгласани години наназад, не се водело ред за тоа да се почитуваат тие законски одредби. И сега ние пробуваме да исправиме, од друга страна ни покренуваат иницијатива неуставен вие мораториумот. А немате друг начин, односно нема кој друг, ајде да кажам, субјект, дали кој што може да го реши ова прашање. Значи, ние треба едноставно да ставиме карантин и да кажеме додека не се оздрават дуповите, тогаш не може да се изведуваат. А големи недостатоци има во деталните. А сега, например, ние повторно, ние ги работиме плановите и ќе ги донесеме. Ама нас со секое ново одобрение ни се менува фактичката состојба на терен. Значи ние ќе испланираме тука нешто, човекот ако нема правен акт со кој што се спречува, тогаш тој ќе си поднесе, вие може ќе пролонгирате, ама на крајот ќе доведете во ситуација еднаш, 2 пати, 5 пати го одбиете, 6-тиот пат може да биде санкциониран, јас како градоначалник може да кривично да одговарам ако не издадам нешто што му следува согласно тој детален урбанистички план. И затоа сметавме сега во Уставниот суд они се повикуваат, не постои таква одредба во законот Советот да донесе одлука. Значи Советот
има одредба кај што вика донесува спроведување на план. Ако нешто не чини, тогаш може и контра, не спроведување. Многу е логички. И се они се фатија за тој збор. Во ред, тогаш не се фаќаат за суштината, да, и во самата дискусија викаат во право се претерано се гради се. Ние сме нашле правен лек, сега викате тој правен лек за вас не е уставен. Така да мислам дека избрза, пред се избрза современата мерка. Зошто избрза современа мерка? Ние немаме конечна одлука дали мораториумот е законски или не. Ама ни викаат 30 дена се издавајте. А што ако донесат после 30 дена одлука дека сме биле во право или кажат едноставно не сме надлежни за тоа? Тогаш тие 30 дена, тие што ќе се стекнат, пак ќе продолжат со градежни активности, односно ќе ги спроведуваат дуповите. Така да мислам дека малце претераа, да кажам на тој начин, и го кажам може малце затоа што сум изреволтиран, бидејќи ние иницијатива за испитување на мораториумот имавме и предходно. Дадовме свој одговор и воопшто тие иницијативи никој не ги зема, и ние рековме уред чим не се зема, валјда оцениле дека сме во право. На крајот во јануари да се поднесе нова иницијатива од Комората за градежници и северно-западна комора да поднесат иницијатива и таа во рок од 2 месеци да се однесе, одма да се донесе, значи многу малце експресно, што и пак дадовме исто образложение. Значи ако сте имале една иницијатива, не се разгледувала, сега имате слична таква иницијатива, пак добивате образложение, не можам да го разберам. А зашто првата иницијатива не била разгледана? Само на кратко, Богдановиќ, затоа што ни се ближи времето, мора да го затвориме овој гостување. Зошто првата иницијатива не била разгледана наспрема втората која што ја споминавте дека сте? Не знам, не можам да дам одговор, тоа е одлука на Уставен суд. Мене ми е само битно чисто граѓаните, пошто цело време нели се дискутираше во јавност дали е или не е. Нас имаме, веќе прочитам само еден дел од генералниот урбанистички план, кај што вика во периодот од донесување на генерален урбанистички план за град Скопје од 2012 до 2022, тој сега што е на сила генерален урбанистички план, до усогласување на деталните урбанистички планови кои ги донесуваат општините во составот на градот Скопје, деталните урбанистички планови кои се на сила, значи тоа се пред донесување на генералниот план, планови кои што се донесени пред генералниот урбанистички план 2012-2022, само исклучиво кои се на сила може да се применуваат, значи може да се применуваат исклучиво во оние делови од планскиот опфат кои се во согласност со генералниот урбанистички план на град Скопје 2012-2020, односно не се спротивна ниту една негова одредба. И се ние вадиме 100 прекршувања на одредби и викаме добро, чим може, тогаш испаѓа дека и не може да се применуваат бидејќи не се усогласени, дајте ни шанса да ги усогласиме. Вика не може. Богдановиќ, ти благодариме за гостувањето, има уште доста прашања кои што треба да бидат одговорени, меѓутоа толку ни дозволува времето. Почитувани гледачи, останете на програмата на 1 ТВ, се враќаме по многу кратка пауза со анализа на вестите од светот со колегата Дејан Андоновиќ.